Членство избегано кај Максим Димитриевски, пасивизирани луѓе кои биле дел од СДСМ. Ова е причината зошто новата опозиција на внатрепартиските избори има само нешто повеќе од 20.000 гласачи. Во моментов во СДСМ ги нема ниту дел од оние кои беа со години најактивни членови, меѓу нив и Саша Богдановиќ, поранешниот градоначалник на Центар. Тој пред камерата на Алфа вели сето ова е очекувано после катастрофата што партијата ја доживеа на последните избори. Голем дел од симпатизерите, членовите, ајде да кажам некој начин се пасивизирани, што се докаже на самите избори. Второ, таа база на податоци не е реевидентирана, бидејќи добар дел од членството има преминато кај во новото политичко движење на Максим Димитриевски знам, така да нема точна бројка на вкупен број членови кои што гласаат. После лошиот резултат што го имаше СДСМ на изборите, дел од луѓето, ајде да кажам, се имаат пасивизирано некако од политички. Богдановиќ вели дека за ваквата состојба во партијата вината најмногу е кај раководството. Истиснати биле оние кои најмногу работеле во времето кога СДСМ била опозиција. После неколку години владење, власт, односно превземање на општествени функции после политичките, дел од луѓето биле истиснати, односно тргнати. Тоа биле луѓе кои што во најтешките моменти, најклучните моменти биле присутни тука за партијата, без разлика на опозиција, без разлика на резултат. СДСМ имал последователно некои лоши резултати во минатото пред да дојде на власт, но сепак тие луѓе биле тука. Кога тие луѓе ќе ги стиснете, кога ги трнете, едноставно го рушите системот кој што ве дигнал, кој што ве покренал. За новиот лидер вели дека ќе мора да обедини партијата доколку СДСМ сака некако да се врати на старите патеки. Ако се продолжи со понатамошни делби, фракции, еден да влече на една страна друга, тешко дека нешто ќе може да се промени. Внатрепартиските избори во СДСМ за нов лидер се одржуваат овој викенд. Кандидати се Јован Деспотовски, Венко Филипче, Славјанка Петровска, Александар Бајдевски, сите функционери во власта која доживеа историски пораз на изборите.